Мирниот протест на граѓаните од општина Кочани, но и на Виница, Зрновци и Чешинево Облешево, кој синоќ се одржа во центарот на градот, протече во достоинствена атмосфера без какви и да е провокации или инциденти. Несобраниот народ од паркот на Револуцијата се упати кон градскиот плоштад, а потоа кон трговскиот центар. Веројатно силниот дожд беше причина да нема говори на представниците на иницијативата за заедничка Македонија и други гласноговорници. Меѓутоа, со свирчиња и извикување Македонија, Македонија, граѓаните јасно го искажаа протестот против преговорите на СДСМ со албанскиот корпус партии, кој се потпира на албанската платформа, како и поддршката на одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да не го доделува мандатот за состав на влада на поединец или партија кои спроведуваат действија кои не се во интерес на државата. Во услови на атмосфера на исчекување кој и што ќе преземе во деновите што предстојат и како ќе се одвива политичката ситуација во државата, граѓаните на Кочани велат дека нема место за страв, иако загриженоста е присутна. Што ќе се плашиме? Знае се, треба да се селектира таму неколку души и крај. Државата си поеде напред. Загрижен сум, али не у смисол на исплашеност. Нешто се случува нормално, што тоа ќе секој жив се. Па, веројатно наштетуваат во овај смисол. Веројатно дека наштетуваат. Како последица на шпекулациите околу содржината на платформата на албанците, а во отсутство на транспарентни преговори, во јавноста кружат претпоставки и коментари како би изгледала Македонија и овој регион по нејзиното дефинирање од двете страни, односно по прашањата за двојазичноста, како и за многу други суштински прашања кои задираат во чувствителните национални и меѓунационални чувства. Инаку, деновиве со проглас платформа се јавија градоначалниците на 13 општини во источниот плански регион, а протести и блокади на патиштата организираа земјоделци и други граѓани.